Почитувани, брашното и лебот како основни намирници достигна рекордно високи цени како никогаш до сега. Килограм брашно и една векна леб се продаваат и по 60 денари. Високата цена на брашното и лебот пред се е предизвикана од неспособноста и криминогеноста на владата предводена од СДСМ. Од почетокот на кризата до денес, владата не интервенираше ниту еднаш на пазарот со пуштање во оптек на дел од државните резерви. И второ, 5 години поред, производството на пченица во Република Македонија паѓа. Па така, ако во 2016 година се произвеле над 310.000 тони пченица, што е доволно за задоволување на домашните потреби, сега се произведуваат помалку од 250.000 тони. Тоа е за 60.000 тони помалку производство. Погрешните политики на СДСМ ја направија Македонија увозно зависна на храна и поранлива на ценовни шокови. Почитувани, доколку продолжи ова темпо на негрижа на власта, ни се заканува глад. Затоа предлагаме владата да интервенира со 40.000 тони пченица од стоковите резерви, за лебот да не стане луксус. Имено, доколку не се преземат итни мерки преку пуштање во оптек на пченица од државните резерви, цените ќе растат и лебот и брашното буквално ќе бидат луксус за нашите сограѓани. Со ослободување на 40.000 тони пченица до почетокот на жетвата, ќе се спречи зголемување на цената на брашното и лебот, воедно и ќе влие на намалување на истата цена. Ваквиот потек беше преземен во 2011 година од ВМРО ДПМН како тогаш на власт, кога имаше ценовен шок во светот, но ние тогаш не дозволивме народот да го почувствува тоа. За разлика од тогаш, сега СДСМ е на власт и затоа лебот и брашното се плаќаат по цена и од 60 денари. Почитувани, СДСМ нема капацитет да се справи со кризата и затоа подобро и за нив и за државата е да има предвремени парламентарни избори час поскоро, за да се формира нова влада која што ќе предводи ВМРО ДПМН и која ќе извлече државата од оваа тешка криза. Ви благодарам.